Последните случувања во Авганистан и преземањето на власта од страна на талибанците може да донесе нов мигрантски бран, оценува Јасмин Реджепи од невладината организација Легис. Но според него тој број нема да биде искаков за време на мигрантската криза во 2015 и 2016 година, бидејќи тога се работеше за луѓе кои во исто време тргнаа од различни делови на светот. Најрано, најбрзо што би можеле да стигнат, тоа е негде отприлика околу месец дена, бидејќи толку им е потребно ти не патуваат со авион, воз или автобус, туку патуваат со криумчари, пешки границите ги поминуваат на многу тешки начини и сето тоа трае временски и немаат можност да стигнат порано до нашите граници. Речепи вели дека мигрантската рута би била истата и би се движела преку Иран, Турција, Грција, Северна Македонија, Србија и понатаму кон Европа, но и талибанскиот режим нема така лесно да дозволи луѓето да ја поминат границата. Нема да дозволат ни луѓето кои што се од земјите кои што се околу Авганистан и плюс тука е и барањето на одредени земји членки на Европската унија да се спречи таквиот бран со тоа што би се разговарало со земјите кои што се соседи со Авганистан, да се направат бегалски центри кои што се веќе таму и да се задржат на се уште назиско тло и територија, а да не стигнат до Европа. Со каков интензитет ќе биде овој мигрантски бран ќе зависи од останатите држави низ кои што мигрантите ќе треба да поминат, вели универзитетскиот професор Методи Хаджијанев. Односно политиките кои што тие држави ќе ги имаат. Дали Турција ќе ги пропушта кон Грција, политиката која што Грција ќе ја води кон нив, па тек после тоа ние да мислиме дали и на каков начин ќе се справуваме со нив. Хаджијанев очекува дека овој пат ќе има подобар и покоординиран институционален одговор. Но сепак треба да видиме колку и како институциите се спремили ја напишале домашната задача. Колку како општество ќе бидеме отпорни или резилиентни на целата оваа ситуација и како ќе успееме да го намалиме негативниот ефект на мигрантската криза која што или интензитетот од истата, колку тоа добро ќе успееме да го изменаџираме. Реджепи смета дека друг важен момент е што луѓето кои сега се наоѓаат во Авганистан немаат можност да ги извадат парите од банките и со тоа да го платат патот кон Европа, што е дополнителен проблем во намерата да стигнат до нашите граници. Инаку повеќе од 2 милиони бегалци од Авганистан во моментов се наоѓаат во Иран и Пакистан. Дополнително турскиот претседател Ердоган гради голем ѕид на границата со Иран за да спречи бегалски бран со авганистанци. Од Охрид, со Гласот на Америка, Мики Трајковски.